синдикалната минимална кошница не е параметар со кој ние работниците сакаме да кажеме со колку можеме да преживееме, туку да покажеме на креаторите на политиките дека не се преживува ниту со толку. Владата се обидува да ја елиминира синдикалната минимална кошничка, мислејќи дека доколку ја нема како таква, дека подобро ќе се живее. Меѓутоа, за жал, нема да се живее подобро, тоа го покажа и граѓаните изминатиот период кои бойкотираат маркети за да покажат дека енормно е скапо во Македонија да се живее и дека цените на производите се зголемуваат неоправдано од страна на трговците. Тоа што е вклучено во синдикалната минимална кошница во делот на храната и на пијалуците е само мал дел, меѓутоа тоа што им боде очи на креаторите на политиките е тоа што истата покажува дека владините мерки и политики не само на сегашната влада, туку и на претходните влади даваат или не даваат резултат. За жал, трговците ги ја излажаа и владата, меѓутоа ги излажаа и граѓаните, работниците и пензионерите дека најмалку за 10% ќе се намалат цените на основните прехранбени производи, што кошничката покажа дека не е точно. Имено од почетокот на минатата година до крајот на минатата година истата е зголемена за близу 6000 денари во вкупниот износ и за 2400 денари во делот за храната и пијалуци, кои изнесува на месечно ниво 23.000 денари, што ќе каже дека наместо да се намалат за 10% се зголемиле за 10% цените на овие 63 производи кои ние ги мериме како статистичка операција, нагласувам, за да покажеме дали цената на одреден производ кој е вклучен во кошничката е намалена или зголемена. Токму тоа е идејата и целта на синдикалната минимална кошница, да покаже на владата дека треба напорно да работи за да ги задоволи граѓаните, односно да ги зголеми нивните плати во доволен обем, да можат да си овозможат не само најнеопходни производи за живот, меѓутоа и се останато што им е потребно во тековниот месец. Цените кои ние не можеме денеска да си ги дозволиме, доколку ја нема синдикалната минимална кошница, повторно ќе бидат високи. Нема да се намалат на таков начин и затоа велиме дека тоа што ние го правиме со други зборови, имаме надзор, односно вршиме контрола на цените на овие производи во 3 супермаркети, каде што ние граѓаните од картоните сами ги земаме производите и ги носиме на каса, не во елитни или луксузни супермаркети, не знам зошто таков термин се употребуваше, и ги следиме цените на 3 онлайн агрегати кои имаат секојдневно промена на движењето на цените на сите производи кои се вклучени во синдикалната минимална кошница. Барањето на Сојузот на синдикатите на Македонија за растот на минималната плата не е само за раст на минималната плата, меѓутоа и за раст на сите останати плати пред се во приватниот сектор, преку евентуално даночно ослободување во делот на придонесите за задолжително социјално осигурување или пак со субвенционирање на придонесите. Во пракса, тоа што го бараме ние од сегашните 22.567 денари колку што изнесува минималната плата, истата да се усогласи за законското усогласување на 24.500 денари во пракса и потоа да се зголеми за дополнителни 6.000 денари, на кои 6.000 денари работодавачите ќе бидат ослободени од плаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување максимум до 12 месеци, што ќе даде позитивен сигнал работодавачите да можат да се реструктурираат, реорганизираат, да зголемат продуктивноста, да можат потоа да издржат да ги плаќаат придонесите, а државата би се откажала од делот од својот колач во период од 12 месеци, што потоа секако би го добила како такво. Како Сојуз на синдикати на Македонија сметаме дека секој сам бира дали ќе бойкотира. Јас како претседател на Сојуз на синдикатите на Македонија одбрав да бойкотирам и сите мои колешки и колеги го одбраа истото, што даде резултат минатиот петок кога за 50% се намали приходот во
најголемите трговски ланци, што ќе каже дека од 200 милиони денари на дневна основа колку што трошат македонските работници за купување на неопходните намирници, се намали на 100 милиони денари.